важи тънката снага, сакам да ја видам јас. Ова за сопругата ја пееш оваа песна. Тетовчанка е, нели? Тетовчанка и ја често си ја пеам по дома оваа песна. Баво. Калкан Деле, од каде и доаѓа тој збор? Всушност, тука почнува приказната за прекрасното тетово. За некој си бестрашен тето кој што успеал со својот меч и со својот штит да ја убие змијата меѓу двата рида. Па така мештаните благодарение во чест на неговото име го крстиле Тетово. Другата легенда говори дека името Тетово доаѓа од старословенскиот збор Тети или Тетово, кое што значи сакано место. А и како да не е сакано ова место? Прекрасниот релјеф, планините, природата, климата, но и она што Тетово го има, тоа е најубавото тетовско јаболко, но Тетово е познато и по тетовската менада, по тетовскиот табиот и уште по многу други нешта. Ајде да одиме во Тетово. Ајде, Талкаче, нагости кај тетовчани. Ей, девојче, девојче. Ја го љубим тето, туе ми е срцево. Кога јас сум тето, на душава убо, ја го љубим тето. Ја го љубим тето. Абас Гинда Гоуман, Глобус, Воуче, Ветеровци, Баджа, Сампиль, Чајковци се само дел од познатите прекари на тетовчани. Имено Тетово е најбогат град во Македонија со прекари, дадени на своите жители. Некои од нив се лични, некои пак од нив се прекар на цело едно семејство и преоѓа во наследство. А наше наследство е овој град, кој што лежи на легенди, историја, традиција, обичај, кој што вкорените длабоко во нашата земја како стабилно стебло ги расте идните генерации во љубов, мир, разбирање и почит. Но секој љубопитен минувач може да дознае повеќе за Тетово, само треба да ги слушне приказните кои се кријат по малите сокачиња, под секој камен или пак во мирисот на сарделите кои внимателно тетовчанки ги негуваат како стара традиција. А кое би било она место кое што би било на некој начин портата во нашата емисија за влез во Тетово, ако не ова место или Горно Мало, како што го викаат? Се наоѓаме токму во утробата на Тетово, каде што датираат најпрвите податоци за постоењето негово, односно уште во 13-тиот век, спомнувана како село Тетово. Од ова место започнува да се шири и градот. Она што е интересно дека на ова место се случувале многу настани во минатото. Се случувала историјата на овој град. На ова место ќе не чека и нашиот домаќин. Тоа е Дарко Гавровски. Даре, здраво! Ајде, добре дојшли, тато! Ова е човекот кој што е најзаслужен да го засакате Тетово што прв пат ќе дојдете. Тој е по професија правник, меѓутоа го знае Тетово најдобро, подобро и од постарите, што би се рекло. Така, со срце за Тетово. И баш имам чест денеска да ве прочитам и баш ни се погоди времево да ви покажем сите тајни и скришни места на Тетово. Ајде! Се наоѓаме точно на местото каде што е родено Тетово. Се наоѓаме во Горно Мало и црквата Богородица, која се споменува уште 1214 и тоа е прв спомени на Тетово. Значи Тетово се споменува 1214, што е интересно заради тоа што на пример Амстердам под градот под име село Амстел по кое е крстена познатата марка пиво се споменува 1275. Значи Тетово се споменува дури а сега можеме да кажеме 50 години пред Амстердам дури. Царот Душан тука дошол, дарувал цели села на овој манастир и од овде почнало потоа во време турско да се спушта Тетово кон рамнината и да добива форми на град. Пред тоа град било само во средниот век селото Лешок, се споминува како град Лешок.
како во секој град, така и во овој, постои место на старите пријателства, место за средби, место за прошетка. Сонце, вакво време, навистина треба да го искористиме за една прошетка покрај пена, која што прави пена кога тече, која што со незиното жуборење, тивко, во тајност ги наслушувала сите чаршиски муабети тука во Тетово. Реката Пена е заштитниот символ на градот Тетово. Таа извира од највисоките делови на Шарпланина, таа пенливо ги чува сите спомени на тетовчани. Шетаме по овој уреден кеј, каде што денеска тетовчани може да прошетаат и да здивнат од горештините. Ја од сад мало, ти од поток мало, мачи ми даде иша. Малите сокачиња како лавиринт, во секое ќоше по едно ќупче богатство, кое што ако го отворите ќе најдете приказна, артефакт или едноставно знаци за постоењето на овој народ уште од раната антика. Побегни, на ќушето дојди ми, очија да исплакне. А тоа дека тетовци од секогаш биле големи трговци е доказ токму оваа улица Штипска. Дојдовме со Кате и со Даре на оваа улица затоа што некаде помеѓу овие куќи е пронајден символот на Тетово, тетовската менада. Тетовската менада, ние за жал немаме 5000 дарка да ви ја покажеме како изгледа на банкнота од 5000. Но секако вие ако имате дома можете да се уверите во тоа. Меѓутоа вие и добро знаете за каков археолошки символ станува збор и какво е неговото значење. 1932 година, при градење на куќа, во темелите доле ми излегла цела архајска гробница од архајскиот период. Тоа е околу 500 година пред нашата ера. И тука е најдена тетовската менада, символот на Тетово. Денеска е на грбот на Тетово, има хор менада. И таа била поставена на сад, кратер се вика тоа стручно, на работ, на богат украсен сад, на замешање, кратер служил садот за мешање на вода со вино. Значи доказ дека тетовчани љубеле шприцер и се од тој сад се мешало вода со вино и со црпалка се ставало во чаши, гости кога ќе им дошле, тој богат архајски кнез, сите гинуа и од сето тоа ништо не останало тој сад, останало само овој украс на ивицата од садот. Менадата била следбеничка на богот Дионис, богот на виното, била нешто како денешните самовили низ шумите одела, со градата кој допре карпа потекувало млеко, со жезлото кој удри во земја потекувало вино, така имало митска моќ. Сега проверив затворено и не можеме да влеземе Ти ми натре. треба посебна доза Меѓутоа и од така приватен не би можело, веќе се е ископано, не би можело. Па нема ви се сака да се пикате по куќе, нема пикање по куќе сега, тоа ве знаја. Се е пронајдено Друг веќе. специјално ќе дое. Вака како што зборуваше, веќе ми се отвори апетит, едва чекам да го пробам и тетовското гравча и она познато тетовско вино. И да ја слушнеме познатата тетовска песна која што Гавро многу ја љуби. Па ајде што чекате, ајде. Љубам Тетово. Ајде. Разноличните култури, испреплетени низ боите на традицијата, се доказ за сакралноста на ова поднебје. Ова е единствената, само во Требиње во Босна има уште една што е од надвор сликана, градена 1495 година. 3 години после откривањето на Америка. Значи крај на 15 век, реновирана е 1833 година од пашите тетовски, затоа што се вика и Пашина џамија. Но до ден денеска те постои со тие живописни бои како што е градена тогаш. Иначе во 15 век е градена како заоставштина од две сестри кои се погребани баш овде во оваа турбе. И они имале средства и како после нивната смрт остави на аманет да се изгради џамија и на тој начин е изградена џамијата. Ден денеска тие кои што ја изградиле оваа џамија, тие две сестри се погребани овде во оваа турба.
џамија е всушност изградена во 15-тиот век од уметници од Корча кои што ја нацртале вака, ја избоиле вака, затоа и се вика шарена џамија. Ваква е од ваков тип е единствена на Балканот. Повеќе од 20.000 јајца се искористени за да се добијат овие преубави живописни бои, кои што ако верувале или не датираат токму од тогаш. Шарената џамија во Тетово има исклучителна историска, естетска и уметничка вредност за Република Македонија. Секако и верско значење, бидејќи до ден денес илјадници верници доаѓаат тука на молитва и се молат и е посетувана и од многу странци. Се поголем е бројот на туристи кои што доаѓаат секојдневно да го видат ова уметничко здание. Ay, milonga de amor, ay, temblor de gotán. Современо Тетово денеска брои повеќе од 65.000 жители, а со околината тоа има повеќе од 150.000 жители. Имено младите тетовчани точно напладне секој ден се собираат на кафе да уживаат со пријателите. Секако, ако Скопје ја има улица Македонија, Битола Широк, сокак Тетово го има Борис Кидрич, односно местото каде што точно во 12 часот напладне младите се собираат каде и да се доаѓа тука на едно кафенце. Доста више работа, ајде Кафе пауза, време за кајде. Ay, temblor de gotán. Tanto para vos. А далеку од градскиот метеж, во подножјето на Шара, сместено е Арабати баба текето, кое несомнено е дел од културното наследство на Тетово. Ова е Арабати баба текето. Дојдовме тука да видиме всушност дервишите, односно бектешкиот ред, бектешите како живеат и ќе разговараме Со главниот старешината на ова тече, баба. или со дервишот, ќе видиме кој има тука во моментов. Треба да не пречека. Ај, добро дојдете. Добро ве најдов. Добро ве најдовме. Ај, добро дојдете. Теќе бехташко теќе. Божја куќа, овде луѓето доаѓаат, се одмараат, работаат, медитираат, се молат. Теќе манате сме ван населено место, се градат, за народот кога имат потреба си одат во Тетово. Ние имаме своја земја, држиме стока, пилиња, друго, се храниме со своја сопствено, значи не сме зависни, имаме своја автономија. Тетовското теќе го изградил Сервер Алипаша према предањето, према легендата, но во сон го гледат Балум Султан. Балум Султан е другиот основач на бехташизмот, кој го метнува во бехташизмот, го метнува целибатот. Во сон излегуваат Балум Султан и го канат, вика, дали ќе ми бидеш ти мене еден служител, како дервиш, дервиш е служител на човечанството. Да, во сонот. И утрената се сретнуваат со Султан Сулейман, со падиша од едно друго, зборува еден друго, тој вика, ја ќе се одам во Хаџ Бехташ, кај што е центарот, ќе станам еден дервиш.
ќе го оставам овој мантил на материализмот, ќе земам мантилот на духовното, на идеализмот, сакам оно. Тоа вика ти нервозен си, бегај го обркат. Нервозен серсем на турски, затоа го имат серсем Али Баба, да се деде. Како во секое теке, така и во ова има турбе. Ова е турбето, односно гробницата, каде што се погребани најглавните основачи, дервиши, баби, значи оние кои што биле на некој начин старешини. Ова е гробот на Серсем Али Деде или Али Баба, кој што бил основачот на ова теке во 16-тиот век, за кој што предмалку зборувавме дека бил всушност братот на Махидевран Султан. Овој гроб е празен си? Ова е празен е, меѓутоа занаѓа тој полно оти во него кај што поседувал тој, тука овој Харабат и Мехмед има видел едно светлост, видел како нур. Знаете што е светлост? И заради тоа му направил гроб тој кој асоцира на него. Ние овде правиме молитвите, тие се примат тамо, тие тамо прават овде. Оти во бахташизмот има доста светци кои се појавуле на разни места и кај се појавуле, ними им граделе турбина им граделе. Во турбето на ова теке го најдовме и гробот на Реџеп Паша, кој што бил еден од најголемите паши за време на Турсково Тетово. Тој имал свој чифлик, бил многу богат. Тој го подарил всушност ова теке на тетовчани и тој донирал за изградбата на калето. Во дворот на течето се наоѓа и сината кула, која што се нарекува и селам лък, или е кула, која што ја користиле жените. Имено оваа кула е изградил Реџеп Паша во чест на неговата ќерка, која што во тоа време била болна од туберкулоза. Денес оваа кула секако можете да ја видите на поштенските марки на Република Македонија. Ова е шадрванот, како што го нарекуваат на текето, или местото каде што се наоѓа фонтаната Летниковец, кој што бил всушност изграден за ќерките на Реџеп Паша. Тука горе на арапски пишува: "Отвори се рају, нашиот татко доаѓа."